Не една, туку неколку теми кои што сакам да ги отворам со него, за оние кои што сега ни се вклучуваат на Телма телевизија, чувари на македонскиот збор патот кон обогатување и зачување на нашиот јазик. Јазикот како културна меморија, што губиме кога губиме зборови, македонскиот јазик во диаспората, мост кон корен или спомени од минатото, мислам дека е најсоодветен и ингениозен да говори на оваа тема. Малите јазици кои што исчезнуваат, тивката криза на човештвото, така некако поетично кажано. Меѓутоа мислам дека сведоци сме на истото и на крај ова што го гледате на како еден орнамент од нешто најново од стручното перо на нашиот доктор професор Борче Арсов, тоа е нови согледби за стари текстови и не знам од која причина, ама нема да биде последно твое гостување, туку ќе биде прво, ама ќе направиме, сигурен сум, серија на наши гостување. Можам да кажам со голема чест и привилегија дека ова не е наше прво вака формално представување на Телма, твое прво доаѓање велиш на Телма телевизија и не знам колку пати досега сме го имале и почитувањот Људмил и нашата Елена Груевска, која што е директор на Институтот по македонски јазик и неколку пати знаат да кажат најдобриот подмладок кој што воопшто институтот го имал, тоа е професор доктор Борче Арсов. И вистина со сиот пиетет ќе ти аплаудирам за се она што го работиш, познавајќи те и лично и вистина ќе кажам, честно беше тоа што во свои давнешни времиња кога јас бев студент беше помеѓу првите асистенти кои што ревносно и агилно некако се адаптира на новите програми тогаш според новиот ЕКТС трансфер систем во Универзитетот Свети Кирил и Методи, токму одсекот новинарство, како тоа ревносно го правеше за секој од нас некако да влезе во и вистински во дамарите на македонскиот јазик. Сето тоа да биде обострано. Добро ми дојде, доктор Борче Арсов. Добре најдов, благодарам за поканата и навистина ова е прво гостување. Јас верувам дека нема да биде и последно. Ветувам. Удобно е овде во вашево студио. Како по дома, што се види. Да, може. Не случајно некако се договоривме за ова интервју, бидејќи од неодамна ти кажав, нели сигурно си прилично информиран за вработувањето на лектори секаде каде што бара законот. Инспектори дека ќе вршат и надзор за употреба на македонскиот јазик. Тоа истото би го рекол дека е неопходно можеби како структура на луѓе една меритократија да се создаде многу повеќе во медиумскиот сектор. Ние како медиумски работници во ред да го негуваме, да не го сквернаваме, меѓутоа секој пат имаме и некој кој што ќе биде тука како една прибежиште, тоа да биде лекторот. Можеби единствено националниот сервис македонската радио телевизија која што го почитува тој можеби дел, меѓутоа верам дека ова информација не ти е новина, бидејќи во минатото се проблекувале можеби слични вакви најави дека ќе се случат нели менување на законот, да се вработуваат лектори. Само ќе ми дозволиш, освен со работа посветена на историјата на македонскиот јазик, активно се занимаваш и со истражување од областа на современ јазик. Она што би сакал да споменам апропо темата пред малку за лекторирање, има значително искуство, вели неговата биографија како лектор, професор по македонски јазик за странци на ИНАЛКО, тоа е Париз, Франција, 3 години. Летните програми, во моментот сме во ек на новата програма, тоа е на државниот универзитет во Аризона, Arizona State University, Темпи, Аризона, до ден денешен. И она што исто така куриозитет за тебе е дека веќе отприлика 7-8 години си дел од работа и лектор на летните и зимски школи на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. И би сакал да споменам, покрај многу работи што се куриозитет, добитник си на награда на најуспешен млад научник од областа на хуманистичките науки за 2019, токму од председателот на Македонија. Убави се овие, импонира кога ќе ги прочита човек вистина вакви убави биографски податоци. Може би те знам кроток по душа, меѓутоа голем херој во нашите срца апропо изучување на македонски јазик, беше ова голема најава. Ама има и зашто, бидејќи вистински човек имам во студио кој што може да говори на темите. На почеток, бидејќи во време кога зборот се почесто се губи во брзината, јазикот некако се претвора во потрошен материјал, мислам дека баш се еден од оние луѓе кои што стојат како една стража, тивки посветени, но гласни во својата мисија. Не знам од каде да започнам, меѓутоа, ајде да речеме вака, во времето кога јазиците се глобално рангирани според моќ и број на корисници, како би ја опишале судбината на еден мал јазик како македонскиот? Така, прво благодарам за најавата и за убавите зборови од мојата биографија. Јас лично
веднаш ќе се фатам за прашањето. Не го сакам многу, не ја сакам многу таа терминологија мали и големи јазици. Факт е дека не знаеме како може да се мерат јазиците по големина, дали се мали или големи, освен по делот за бројот на зборувачи. И тука не можеме да кажеме дека македонскиот јазик има огромен број на зборувачи, но според тоа спаѓа во јазиците со мал до среден број зборувачи. А која е судбината, вака накусо со една реченица би кажал, зависи пред се од нас самите. Не од системот, како што кажа и зад камерите. Сега, ако направиш некаква рекапитулација на годиниве, она што како наследство може би почитуваниот Људмил Спасов, Елена и така натаму го оставиле, во кои периоди мислиш дека македонскиот јазик бил најзагрозен и кои сили го сочувале? Политички, народни, интелектуални? Па, во кој период, ако зборуваме за развојот на македонскиот писмен јазик, ние мора да почнеме од најстарите корени, а тоа е старословенскиот јазик. Но она што е клучно, јас постојано сакам да го нагласувам, е дека и самиот старословенски јазик, што е првиот писмен јазик на сите словени, всушност ние како македонци треба на него да сме многу горди, затоа што основата за тој јазик кој што го создале Кирил и Методи е всушност на дел од тие дијалекти на кои што е создаден овој јазик, се дел од македонскиот јазичен диасистем од денешна перспектива. Тоа се македонски, односно говорите на македонските словени од околината на Солун, што е и логично бидејќи тие биле од таму, така од Солун. Меѓутоа тоа натаму продолжува се со развојот на писмениот јазик, и тука јас би рекол секако дека 19-тиот век е онаму каде што веќе условно кажано се кршат копијата, ако веќе може така да се изразиме, и се појавуваат различни размислувања за тоа како треба да изгледа тој, условно кажан, особено од денешна перспектива, нов стандарден јазик, особено затоа што тогаш со околните народи кои што околните народи на македонците сме делеле заедничка судбина, а тоа е власта, турската власт, односно сме биле под Отоманската империја, и она што ги поврзувало сите тие народи од една страна била верата, а од друга страна бил јазикот, словенскиот јазик. Така што таа идеја за заедништво колку била добра, малку и повеќе знае сега да не чини, веќе денес не би рекол дека нешто многу не чини, без разлика што се што слушаме, нели, од ваму или од онаму. Меѓутоа, тогаш било многу клучна била тој избор да се каже и да се одлучи македонскиот стандарден јазик да биде во основа она што тогаш се водело за западниот дел од Отоманската империја. Всушност ние сме на некој начин кон крајот, и ден-денес сме на самиот крај, на самата периферија на словенскиот јазичен систем, и пред се да се земат централните говори на централните македонски говори за основа на стандардниот јазик. Тоа се начела кои што ги поставува пред се Крсте Мисирков во капиталното дело за македонските работи. И еве, да се вратам како одговор на прашањето, би рекол најкритичен, условно кажано, но и најважен истовремено е тој 19 век, па се до 44-та година, кога и всушност се случува стандардизацијата, конечната кодификација на македонскиот јазик, а за тоа, извини што те прекинувам, а за тоа е клучна појавата на македонската држава. Така, за да имаме еден кодифициран јазик, ни треба држава. И тоа тогаш се случува. Да, и многу ми се допада на почетокот. Верувам дека особено корпусот од луѓе кои што работите во институтот, често пати знаете да го кажете тоа. Не сакаме да го употребуваме тоа терминолошки мал или голем јазик. И ми е драго што го сподели тоа. Меѓутоа, те прашувам затоа што колку денес и како се справуваме со јазичниот притисок од доминантните јазици, бидејќи ве сега си апропонели со што спомена и летната програма на Државниот универзитет во Аризона, па затоа и споделам некој пат англискиот, па дури тука српскиот, бугарскиот е прилично присутен и доминантен. Иво Јанковски утрина, не знам дали го слушна професор Борча, кога спомена, бидејќи
и културата како тој како независна продукција е неверојатен постулат и ги држат темелите за да се направи некаква стандардизација и се уште некако да се спочитува македонскиот јазик и идентитет и преку културата. И тој вели, не можам да ги разберам младите каков јазик говора денес. Толку се сквернави, толку е тоа истребено што се вели, не можам да анализирам синтаксата која што ја потребуваат и начинот на говор. Толку поради доминацијата на овие јазици големи, па и дури да речеме и овие соседски кои што ги имаме. Несомнено е дека влијанието на на англискиот јазик во контекст на глобализацијата го има врвот. И тоа е не само проблем на македонскиот јазик, тоа е глобален ако веќе можеме и да го кажеме како проблем предизвик. Ајде, да се изразиме на тој начин, со кој што се соочуваат сите јазици без разлика дали се мали или големи. Но исто онака како што и почнавме, така и сега би се надоврзал, сето тоа зависи и од нас самите. Она што загрижува не е јазикот на младите. Не е јазикот во опуштена атмосфера. Значи, никој не очекува од нас и не треба да очекува ние да зборуваме стандарден јазик кога не сме пред камерите. Зад камери да речеме, кога сме зад камерите, кога сме во пријателска атмосфера во во кафуле, кога сме на пазар и така натаму. Меѓутоа, онаму каде што се очекува, а е и пропишано со закон, или го споменавме и тоа, таму мора да се употребува македонскиот стандарден јазик. Ќе тргнем од медиумите, бидејќи тука сме, така на еден медиум, но ќе продолжам и со институциите, со образованието, кое што е меѓу другото и клучен фактор кога зборуваме за јазикот на младите, онаму каде што треба зборувам за стандардниот јазик, бидејќи јас никогаш нема да се уморам да повторувам дека познавањето на македонскиот јазик не е само познавањето, знаењето на стандардниот македонски јазик, туку и умеењето како да се приспособиме на секоја дадена ситуација. Нашиот јазичен израз мора да се менува исто како што и географски ги земеме предвид дијалектите и во дадена средина е очекувано да слушнеме еден дијалект, во друга средина е очекувано да слушнеме друг дијалект, меѓутоа тие две средини, да речеме, ако имаме представници од тие две средини кога ќе се сретнат, сепак има нешто заедничко. Без разлика дали ќе ги зборуваат своите дијалекти, па потоа ќе си објаснуваат со нешто каде што многу често и стандардниот јазик доаѓа на помош, а денес многу често и скопскиот е клучен дел во зачувување на македонскиот јазик. Така, тоа е природно да се гордееме со разноликоста во јазикот, меѓутоа тоа не е стандардот. Мене некој пат ми пречи, нема да искрено ќе признам вака јавно дека кога слушам па и секојдневно комуницирање на млади момци и девојки, ми пречи се видам дали ова против услуга на тоа секојдневно кај што треба да го ставиме на едно ниво на една достоинственост и така да го култивираме тоа можеби како дејност, затоа што колку што почесто ги користиме тие некои чудни фрази, жаргони, како да имам чувство дека се истребува се помалку и кога млади и навистина не знаат да направат искреираат една синтакса, токму поради употребата и доминацијата на англискиот во случајот. Од таа причина затоа и те прашав дали ве зад камери или во едни пријателски мигови како јас и ти сега надвор од камерите, треба да се потрудиме некако инфраструктурно да го задржиме убавиот, да го негуваме убавиот јазик. Тоа е прашање на личен избор. Како со студентите денес? Во моје време јас знам дека некако ревносно тоа се обидувавме, не тенденциозно, не беше нахално, меѓутоа се обидувавме да го зачуваме па дури во секојдневна комуникација. Некако е денес се да речеме со студенти, бидејќи се редовен професор. Студентите, кога зборуваме за студентите, она што јас го очекувам и го барам од нив е кога сме на час и кога зборувам за студентите во нашава средина, така кои што македонскиот јазик има мајчин или можеби втор јазик, меѓутоа течно го зборуваат. Она што го очекувам од нив и што е природно е да зборуваат стандарден јазик. Така што на часовите тоа во најголема мера се почитува. Она што се случува надвор од часовите, јас го слушам сега, нели, имаме уши и кога сме надвор од училницата, апсолутно не му е место да го оценувам јас, ниту пак да го истражувам од аспект на критика, меѓутоа да го истражувам од аспект на што е тоа што довело до некои состојби, што е ново, што е старо, тоа може да се случува. Јас само неколку примери ќе споменам, ако зборуваме за англискиот јазик, и тоа мене ми е навистина интересно и од една страна и загрижувачки, тоа што
пак ќе речам, не е проблем тоа што се јавува во сленгот, во жаргонот многу англиски зборови. Поголем проблем е тоа што постојните убави македонски зборови и фразеолошки изрази, значи фразеологизми, се заменуваат со или директни преземања на чист англиски јазик, но она што е уште поинтересно, со така наречено калкирање во лингвистиката, а тоа е директно, буквално преведување. И вие кога буквално ќе преведете еден фразеолошки израз, добивате смешен резултат. Еве, последно што слушнав на некоја емисија, не сум сигурен каде беше, беше дека тоа не е негова шолја чај. Нешто. Сега тоа не му се допаѓало некому или не знам како, тоа беше кажано во тој контекст. И сега вие, ако некој нема никакво познавање на англискиот јазик, како што би го кажале на англиски терминолошки. Да не продолжам со она што е веќе толку длабоко влезено на крајот на денот, што апсолутно нема никакви корени кај нас. Значи си имаме ние на крајот на краиштата и така натаму, да се размислува надвор од кутијата. Значи тоа се тие некои примери кои загрижуваат од аспект на тоа луѓето се на некој начин среќни за тоа што зборуваат македонски јазик, меѓутоа ништо не кажуваат со тоа. На сметка на наши многу убави фразеолошки изрази кои што се подзабораваат. Колку архаизмите денеска се користат кај студентите и дали кога си обсерватор, да речеме, кога се истакнуваат можеби во своји ораторски вештини студентите, ти причинува задоволство кога ќе слушнеш подзаборавен збор од студентите и тоа убаво ќе го склопат можеби во некој свој јавно излагање пред тебе и пред факултетот и така натаму. Па зависи од студентот и зависи од темата на која што се зборува. Архаизмите како зборови всушност нивното место е во донекаде, да не бидам груб, во историјата. Тоа е пред се и врзано и со еден друг вид зборови историзми. Меѓутоа кога зборуваме архаизми, тоа кога еден збор се смета за архаизам, тоа значи дека на негово место доаѓа друг, понов, современ збор. Еве еден пример кој што многумина и мислат дека е кој знае од кога влезен во нашиот јазик, вработува. Глаголот вработува, вработи, кој што редовно се користи кај нас и воопшто не е чудно денес кога го чуеме, тоа е благодарение на почитуваниот професор и истражувач, советник научен од Институтот за македонски јазик Благоја Корубин, кој го има сковано, еве така да се изразам, тој збор, наместо запослува. И сега ние запослува можеме до некаде да го сметаме и за архаизам. И се уште се слуша некај. Иако го има. Може би ова и не е најсоодветниот пример, но има многу други и кога ќе кажеме архаизам, тоа значи дека тој збор е застарен. А на негово место е дојде нов збор. Ако тој нов збор е нешто од овие фразеологизми што ги споменав, бидејќи, ајде, тоа се фразеологизми, меѓутоа еве зборови од типот апгрейд, слотови, не знам што, има пример, ивенти, перформанси со тој акцент, ете така. Ако тие ги сметаме за тие се на некој начин неологизми, меѓутоа ако со нив ги заменуваме старите зборови, односно поради нив добиваме архаизми, тоа е погрешен начин. Тоа е многу погрешен начин. Колку денес младата генерација, нова генерација, освен тоа што можеби треба да ги негува овие постулати, може да бидат и креатори и луѓе кои што ќе го, или генерација која што ќе го обогати на некој начин. Имаше пред некој период, читав, дигресија мала на разговорот, за тоа како англискиот лексикон и самиот речник се обогатува преку културата и музиката, беше пред извесен период, не знаев, кога почитуваната голема сега мега икона Бионсе во незиниот сингл Bootylicious е влезен буквално како термин избор во англискиот јазик, колку денес млади студенти и нова генерација можат да бидат баш обогатување кога би искреирали. Како може да се искрира нов збор? Како тоа доаѓа од сам почеток на нештото, кога се раѓа нешто ново? Доаѓа со идеја и со желба на почетокот, а тоа се случува, не велам дека не се случува. Има такви иницијативи, имало баш и неодамна за обиди во зборообразувањето. И некои се навистина симпатични од тие предлози што се појавуваат. Сега ние немаме, што може би и би било фино да се размисли за некој таков
да го наречам, или конкурс за предлози за нови зборови, кои што може, од каде што може да се црпи и да се збогатува македонскиот јазик. Меѓутоа, ние не смееме да заборавиме дека кога зборуваме за она што, нели, споменавме мали големи јазици, јас тука би го споменал и сиромашни богати јазици како термин кој што не е многу популарен во моите кругови и не треба да биде, затоа што не постои сиромашен јазик. Сиромашен може да биде само јазичниот израз на тој што го користи, односно познавањето на јазикот од страна на тој што го користи. Јас многу пати кога имам разговор со млади, па не само студенти, особено не оние што се на македонски јазик, но и неврзан, значи сосема не научен или не стручен разговор, и кога ќе ми речат, ама македонскиот јазик е малку ми фалат, ми недостасуваат зборови. Велам, кои зборови ви недостасуваат? И сега разговараме и доаѓаме секогаш до заклучок дека има многу зборови, а јас многу често ја правам онаа паралела или со српскиот или со англискиот јазик. Ајде преведи ми го ова на англиски јазик. Јас тука ќе споменам, во македонскиот јазик не имаме 3 збора за виножито. Виножито, божилак, дзуница. Каде има на друго место? Одиме понатаму. Имаме зборови, глаголи, префиксацијата во аспектот, значи видот на глаголот, не само што внесува промена во видот дали е свршен или не е свршен глаголот, имаме и цела низа нијанси кои што се внесуваат. Еден обичен глагол игра, да го земеме, кога ќе додадеме префикси напред. Заигра, поигра, наигра, надигра, разигра, преигра, испонаигра и така натаму. Не е тоа само едно. Кога ќе се замислиме колку нијанси внесуваат овие префикси и ова е богатство на македонскиот јазик, како ќе го преведеме тоа на англиски јазик? Да. Минимум со уште 2 збора, 3 збора и така натаму. И кој јазик е сиромашен сега? Што е поопасно? Губење на зборовите или промена на нивото значење преку лоша употреба и кога македонскиот јазик станува жива меморија, а кога само празна форма без суштина? Што е поопасно Јас пак ќе речам дека не сакам да зборувам за опасност. Кога зборуваме за македонскиот јазик, посебно во последно време се зборува за опасност, за напади, за одбрани и така натаму. Ние нема од што да се браниме. Ние си го имаме нашиот македонски јазик. И во контекст на она подтема што ја начнавме за малите јазици, губењето на јазиците, за среќа македонскиот јазик е далеку од оваа група, можеби ќе позборуваме и подоцна ако имаме време или на таа тема. Јас не можам да кажам дека постои опасност од некакво изумирање на македонскиот јазик. Македонскиот јазик зависи од своите зборувачи. Се додека има зборувачи, тоа значи дека тој ќе постои. Така всушност и во Обединетите нации, во Организацијата на Обединетите нации и на ЮНЕСКО зборува за губење на јазиците, што е сериозен проблем во светски рамки. На некој начин сериозна криза на човештвото. Од тој аспект, мислам дека најсоодветен си ми да ми кажеш, можеби како го предвидуваш или гледаш македонскиот јазик следниве 10 на 20 години? Многу убаво го гледам македонскиот јазик во следните 10 на 20 години, затоа што пред се постои многу добар кадар кој што се занимава и сега со македонскиот јазик, и она што сум особено среќен е тоа што и во Институтот за македонски јазик се вработи подмладок, млад кадар на кој што ќе остане таа работа и кој ревносно работи и еве сега докторираат, значи работат, и тоа всушност мене ми дава да сум мирен, иако сега јас не зборувам, тоа не се многу млади, премлади, ајде така да кажам, тоа се веќе и на некој начин истакнати научници во своите области и се уште се истакнуваат и има простор за натаму за работа. Меѓутоа, она со изумирањето, колку и да лошо и да звучи на јазиците, го споменав повеќе во поширок контекст, бидејќи и ова многу често како тема го начнуваме на меѓународниот ден на мајчиниот јазик, кој што се обележува на 21 февруари секоја година и го чествуваме секогаш, барем последниве 10 на 11 години во Институтот за македонски јазик, а тоа е дека од онаа бројка на околу 7.000 јазици во светот, дури 45% на 45% им се заканува опасност од ајде да го кажеме истребување. И тоа звучи така? Звучи страшно, а уште пострашно звучи дека според некои пресметки, сега јас не сум правел статистика, велат дека на секој речиси на секој 2 недели изумира еден јазик.
Тоа значи од дека овие 7000 кои што се на располагање. Па само во некој период од некој истражување, баш неодамна читав за таа тема од 1950-та до кај 2000 некоја, околу 50-60 години, пресметале дека околу 230 јазици се изгубени, значи, од мапата. А со тоа бледне разноликоста на културата. Така е. Апсолутно. Вие кога ќе видите дека се губи јазик, се губи цело културно наследство. Доктор Борче, апропо македонскиот јазик во диаспората, јас така го поставив како прашање мост кон корените или споменот минатото, баш како едно убаво ехо. Дали во диаспората се создаваат нови форми на македонскиот јазик, нешто како јазични диаспорски варијанти? Со оглед на тоа веќе имаш долгогодишни искуства, нели, да речеме и надвор од нашата географија, некако да ги направиш тие, да анализираш малку подетално. И што значи кога пак, уште едно подпрашање, кога македонскиот јазик се третира во приватен, поточно домашен јазик, без јавна или образовна функција? Па да, тоа обично се случува кога зборуваме за диаспората и кога македонскиот јазик е горе-долу сведен само за дома, бидејќи кога ќе се излезе надвор, веќе друг јазик ја има доминантноста. И тоа е природно, тоа е сосема нормално. Колку ќе се сочува тој јазик дома, повторно е прашање на личен избор и желба. Но интересно е дека сега зависи за кои генерации зборуваме наназад, меѓутоа ако видите дека тоа се една, друга, трета генерација веќе што е во, да речеме, од другата страна на Атлантскиот океан или во Европа е малку по-лесно, особено денес со патување и одржување на контактите, а и со нели онлайн можностите што ги нуди во случајот како и кај тебе сега со летната школа. Така, да, сега се одржува онлайн и токму затоа вашиот гостин е малку уморен. 2 часот наутро. До 2 часот наутро прегледуваше тестови, но пак ќе речам, тоа зависи од личниот избор во семејството, а јазичниот израз е дури многу симпатичен кога ги споменавме архаизмите и дијалектите. Таму се задржува многу повеќе некогаш отколку и кај нас, затоа што кај нас веќе доминантен станува еден друг јазичен израз, еден скопски говор кој што се наметнува како еден во културниот идиом. Значи не само во оние спонтани средби, туку веќе во диаспората гледаме еден интересен јазичен израз, дијалекти и слично, а тоа го забележувам и кај некои од моите студенти и во кои што биле представници на диаспората и во Франција, а и во Соединетите Американски држави. Да, сега апропо имавте искуство како лектор по македонски јазик во Франција и во Соединетите Американски држави. Што ве изненади можеби од долгогодишното искуство кај студентите што го учат македонскиот како странски јазик? Ентузијазмот. Да. Секогаш возбудува таа помисла. И некој збориме за нешто што го учат исто од почеток, од сам нула. Така е. Ако зборуваме за последново ова тековново искуство сега со кое што го работам од 2019 година, што со физичко присуство таму во Аризона, што онлайн, некогаш дури хибридно сме го работеле, дел онлайн, дел со физичко присуство. Годинава е целосно виртуелно. 100% онлайн. Било онлайн и нели за време на пандемијата, тогаш немаше некој голем избор, но еве многу теми ми навираат сега. Јас само ќе се за конкретниот случај ќе земам. Јас имам 4 студентки годинава во групата што го изучуваат македонскиот јазик од нула, како што кажавте, значи од самиот почеток. И ние која е убавината на онлайн и предностите на онлайн наставата? Ние бевме 5 мина во групата на тој Zoom состанок, да го кажам, на таа платформа. Ние 5 мина бевме на 4 континенти, во 5 различни временски зони. И кога тоа ќе го договорите? Така, еден во Кина, друг во Бразил, трет на источниот брег во САД, четврт на западниот брег во САД, и вие кога ќе видите дека сите заедно, јас нели во Македонија, во различно време, во различни временски зони заедно успеваме да учиме со тоа што еве имам студентка од Кина, од Шангај, која што се вклучува во месечини кај неа е по полноќ. Таа почнува со настава по полноќ.
а завршува во 3-4 наутро. Така што мојаво и не е толку лошо ако споредуваме, но тоа е она што најмногу ме фасцинира. Ентузијазмот, посветеноста да се изучува македонскиот јазик, особено ако нема некоја таква лична во поглед врска од аспект на дали се представници на диаспората или слично. Секогаш има некаков поттик, без разлика дали е тоа убавината, дали е тоа убавината на јазикот, дали е желбата да се учи некој словенски јазик или пак некоја потреба да се патува во Македонија, да се оди на стипендија, Фулбрајт. Во моментот 4 студенти, така? Да. Ако не грешам, спомнавте и од Кина. Од Кина, и другите се од Соединетите Американски држави, меѓутоа со своите обврски кои има нели една студентка што е во Јужна Америка, така што може да бидат секаде. А кога е со физичко присуство, треба да се речиси 2 месеца во Аризона сред лето, а тоа е малку, знае да биде прилично комплицирано од аспект на температурите, бидејќи таму е сега периодов, ние овде се жалиме, меѓутоа таму се 45-46 може да биде, но тие секогаш велат, сепак е сува жештина, сува горештина велат, бидејќи е пустина, така. И навистина има разлика, но сепак жешко е. Борче, како гледате на феноменот на јазична самодоврба? Дали можеби ние како македонци доволно веруваме во вредности и естетиката на мајчиниот јазик? Па јас ќе речам да. И секогаш тргнувам од тоа што мене ме обкружува. Така, еве, гостувам овде, забележувам каква е посветеноста кон македонскиот јазик. Со студентите логично е да го забележувам, моите пријатели, круговите, но и пошироко ако гледам, постои грижа за македонскиот јазик. И многу убаво го споменавме на почетокот чувари на македонскиот јазик. Да, институционално, Институтот за македонски јазик е еден од важните, клучниот чувар и субјект што е одговорен за афирмација и проучување и грижа за македонскиот јазик, но должност на секој зборувач на македонскиот јазик е грижата, чувањето и употребата на убавиот македонски стандарден јазик. Кога ги следиш медиумите, претпоставувам дека постои имаш некоја внатрешно, нели, некое твое ревидирање на нештото, меѓутоа како денес го гледаш медиумот и јазикот, колку ние како медиумски работници, бидејќи на некој начин сме медијатори на истото, нели? Да го пренесеме искуството, да се потсетиме на некои убави зборови, да ја обогатиме можеби нашата секојдневна комуникација, како денес ги проучуваш и ги оценуваш медиумите. Генерално, не збориме сега за традиционалниот медиум телевизија, тука се сега подкасти, тука се сега мал милион субститути на медиуми, и па дури и книжевниот свет, пишаниот медиум и така натаму. Тоа ќе го кажев, кога е пишаниот медиум, зборувам оние класични весници, без разлика што сега има и електронски верзии, и кога е во прашање телевизијата, која што ќе се согласите веќе го губи приматот. Има дискрепанција генерално вака кога? Па, дали има дискрепанција? Јас повеќе би се осврнал на состојбата со македонскиот јазик во порталите. Значи, тоа е веќе денес, особено со вештачката интелигенција, дојдено до ниво на срам. Навистина, ова не го кажувам воопшто без во завиена форма, се чита, се гледа се. Јас не зборувам за оние автоматски реклами што излегуваат по социјалните мрежи, зборувам за портали кои што можеби и не се толку видни на некое ниво. Меѓутоа, имате цели текстови, јас сега веќе не знам дали тоа го прави новинар, дали воопшто и има новинар, или е тоа се преку вештачка интелигенција, се преведува, се презема некритички, без да се провери, се објавува, и тоа е веќе страшно, не само од аспект на употребата на македонскиот јазик, која што е разочарувачка за стандардот, туку и од информираноста. Вие знаете дека она критичко мислење, функционалната писменост, тоа се многу важни сегменти од не само кај младите луѓе, меѓутоа кај нив треба да се работи во образованието, и колку лажни вести стигнуваат точно така преземени. Последно има, сега не знам колку време имаме за пример, вели за еден пејач познат од соседството и објаснува за својата младост или кој како го следел. Беше неодамна на некоја од социјалните мрежи го прочитав, вели: јас многу го почитувам вториот Тито. И сега
го читам тоа, велам вториот Тито, добро, мене веднаш нека конфузија. Целиот текст беше значи каша попара, да не е метафора некаква можеби на нешто или па некој можеби би помислил, помладите кои што и не ја познаваат толку многу историјата би рекле добро, имало прв Тито, имало втор Тито, но ова е всушност веројатно јас се надевам дека е автоматски превод, а не превод на човек на друг Тито, на другарот Тито. И сега знаете како кога ќе имате вакво нешто во медиум, можете многу лесно да се разочарате. И сега јас кога на странците што го изучуваат македонскиот јазик, навистина треба да се биде селективен, да се знае што да им се препорача за да гледаат и да читаат, за да го совладаат подобро македонскиот јазик. Уште малку со оглед на тоа дека за скоро ни е гастрономската сцена, можеме да задржаме уште неколку минути околу научната дејност. Чинам дека досега 2 монографии посветени на првите преводи на Новиот Завет на македонски јазик со грчко писмо. Зошто е важно токму тие текстови да се истражуваат и во 21 век? Ова е најновото пред месец и половина. Не пол месец, каде што фина рецензија и критика даваат професор доктор Људмил Спасов и професор доктор Елена Јованова Груевска, токму за почитуваниот професор доктор Борче Арсов. Па, благодарам за поканата да позборуваме и за ова нешто. Се уште не се има случано официјалната промоција. Ова е една телевизиска, да кажеме, и другото пред промоција, ако може така да се изразам. Важно е проучувањето. Јас токму и во ова, ајде да кажам, мистика во насловот, се крие малку и тоа дека станува збор за нови или дополнети согледби, заклучоци, но ова нови стари ми е особено интересно, затоа што со ова стари, меѓу другото би сакал, јас се надевам дека што е можно повеќе ќе го поттикнам проучувањето, поревносното и поактивното проучување на старите текстови, бидејќи треба да сме свесни дека не може ниту во современиот јазик да се проникне доволно добро ако се нема познавање на развојот на и историјата на македонскиот јазик. Мудро кажано. Да, а овие текстови се моја пасија, можам да кажам, уште од времето на моите постдипломски студии. Особено се интересни затоа што се први преводи на Новиот Завет на Библијата на народен јазик и интересен втор факт е што се напишани со грчко писмо, така што вие прв пат кога ќе го видите ќе мислите дека е текст на грчки јазик. И трет факт што е многу важен е тоа што се настанати надвор од територијата на денешната држава. Да, и сега кои лингвистички иновации или архаизми од тие рани текстови ве изненадија, вака да речеме, и тебе и колегите најмногу и зошто? Мене конкретно, бидејќи тука станува збор за повеќе текстови, некои се понапреднати во поглед на таа стилизација со која што се занимавам во претходната монографија, ова е всушност на доврзување. Најмногу ме фасцинираат тие стилизации од аспект на излегување од дијалектот, бидејќи тие секогаш се врзуваат со некаков дијалект, со различни цели. Една од моите претпоставки, а и веќе заклучок е и целење кон известна стандардизација на јазик кој што е на поширока дијалектна основа. Тоа е една од работите, а друга е умешноста на преведувачите, бидејќи тоа се преведувачи од грчки најчесто нормално, на Новиот Завет да преведат елементи од Библијата, така, бидејќи таму има терминологија која што не се наоѓа во секој дијалект, за да го доближат тоа до обичниот човек, бидејќи, нели, тоа е мотивирано и од идејата на протестантизмот, да им се доближи и да им се предава Новиот Завет, Библијата на народот, да му се предава на народен јазик близок до нив и блиску и многу поразбирлив. Последно прашање пред и официјално да не поканиш на промоција, бидејќи се уште не знам кога ќе биде, но ќе ве поканам. Нека биде по летната школа, знам дека си сега во еден сигурно хектичен распоред. Сигурно ќе биде некаде на есен, ама да. Со оглед на овие 24 временски зони кои што располага светот, там претпоставам дека ќе ти треба време малку и да земеш одишка. И сега во процес на создавање речник на, би рекол, на црковно-словенскиот јазик од македонската редакција, на што особено може треба да се внимава да не се наруши, апропо сега пред малку, нели, равнотежата меѓу верноста кон изворот и разбирливоста на истото?
Така, јас сум вклучен во овој проект, тој е долгогодишен проект на Институтот за македонски јазик на Оделението за историја на македонскиот јазик, и јас не сум директно вклучен во изработката на речникот, меѓутоа на некој начин сум вклучен преку расчитување и подготовка на текст електронски на едно од евангелијата. И таму не можете да промашите, затоа што тоа се текстови од 12-тиот, од 13-тиот век. Тоа се текстови точно поставени како што така треба. е. И се работи на лексиката што е обработена таму, се прави споредба со грчки, со старогрчки, со други јазици, за да може да излезе еден производ кој што пред се моите колешки од Институтот од Оделението за историја преумешно го прават и издаваат свеска како дел од речникот на секоја година, и особено, еве, можам и да споменам она што ме радува е сега пред неполна недела, меѓу другото, се случи промоција на Кратовското Евангелие, точно во Институтот за македонски јазик, по повод 100 годишнина, не сум сигурен точно сега да не ви излажам, на Зденка Рибарова, која што е всушност една од главните редактори на овој речник, за жал почината, така што, еве, работата не престанува. Секоја чест. Да. Многу ми е драго и вистина едве ќе чекам следо наше видување, нека завршат сите овие, да речеме сега во моментот, и летни програми кои што ги имаш и со Државниот универзитет во Аризона. Не знам дали во моментот започна летната школа во Охрид или ќе допрва се следи? Летната школа е во втората половина на август. Значи, и тоа те очекува како календарски распоред? Ќе видиме, има многу настани, особено летово, така што и убаво е кога има настани, убаво е кога сме посветени на македонскиот јазик и кога неуморно се работи, а кога интересот е голем, така што и благодарам и на медиумите и на телевизија Телма за поддршката, не само своја, моја, туку и воопшто на македонистиката. Имено, мислам дека овие теми беа едни од најпочитуваните и можеби најсподелените изминатава наша календарска сезона и година, така што ветувам дека ова ќе бидеме и понатаму во релација со тебе, со почитуваната Елена, со доктор Људмил, и вистина би сакал да ги отвориме често овие теми за гледачите. Тука сме да одговориме на секоја ваша покана. Беше многу драго. Мене исто. Благодарам.